финансиската сала на најтрофејниот клуб Работнички. Реконструкцијата се одвива фазно и првата фаза се очекува да биде завршена во март годинава. Нашите инвестиции во спортот се огромни изминатите години. Целта ни е да ги привлечеме младите што повеќе во спортските сали отколку на улиците, и тоа го правиме 3 години поред. Меѓу приоритетите кога дојдов како градоначалник во општината беа два, тоа е враќање на поголем дел од долговите кои што ги затекнавме во кошаркарскиот клуб Работнички кој што е под капата на општината, и реконструкција на салата Работнички, која што е ветува многумина градоначалници пред мене, но еве стигна на ред да јас го реализирам и тоа што го ветив предизборно, да салата после повеќе од 50 години целосно биде реконструирана. Започната е првата фаза, како што гледате во моментов за реконструкција. Тоа е фасадниот дел, кровниот дел, дел од канцелариите каде што порано беа за клубот и беа сместени дел од федерациите. Втората фаза е во тек, односно во завршна фаза е јавната набавка. Планираме да првата фаза заврши до, ако ни се погодат, веруваме, временските услови, до крајот на март, почетокот на април, и се продолжи со втората фаза каде што е планирано нов паркет, нови седишта на трибините, нови санитарни чворови и све останато, ново осветлување, ново затоплување. Значи, целосна реконструкција на самата сала. Финансиската конструкција? Првата фаза е околу 30 милиони денари, кои што ги добивме од претходната влада и Министерството за спорт сегашно, тогашна агенција за спорт. Сега аплициравме за втора фаза на повикот кој што го имаше владата, ни доделија 90 милиони денари, кои што во моментов, како што најавив, е јавната набавка во завршна фаза. Рековте дека планираме и моја желба е и ќе притискам да прво биде најквалитетно што може и безбедно за гледачите, а второ да биде завршено на време. Рековте дека го наследивте клубот во долгови, не е само овој клуб, и повеќето клубови, па Министерството му е една од работите за да ги, колку што може да ги санира состојбите, меѓутоа салата е во централното градско подрачје на Скопје, во општина Центар, па еден символ на градот, и би требало и партерно и околината да се среди малку повеќе за да биде дел и од туристичката понуда, да речеме. Токму така, во моментов ние го носиме Дупот парк, каде што се планирани повеќе содржини, секако и повеќе паркинг места, поради тоа што посетеноста, поготово за викендите, е огромна и имаме недостаток од паркинг места, но и што повеќе вакви спортски објекти кои што се лице на општината. Капацитетот и трибините на новата сала ќе бидат во согласност со ФИБА стандардите.